Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Молкот од владата за изградбата на клиничкиот центар е потврда дека како и за се друго, кога се молчи, нешто кријат од владата што е крајно тенденциозно и сомнително во врска со изградбата на клиничкиот центар. Заев и Филипче, кои го подготвуваат најголемиот грабеж во Република Македонија во висина од 500 милиони евра, немаат одговори на најважните прашања кои ја мачат јавноста. Како е можно да распишат тендер за изградба на клинички центар кога немаат готов проект? Како може да знаат колку точно ќе чини проектот за да го објават тендерот со точна цена, доколку не им е готов истиот проект за клиничкиот центар? Како е можно да распишат тендер за проект кој не знаат колку ќе чини и немаат обезбедено средства за истиот, што е клучно за секоја набавка, без разлика дали е едногодишна или повеќе годишна? Во буџетот за 2019 година Зоран Заев и Венко Филипче не предвиделе пари за изградба на нов клинички центар во Скопје. За изградба на клиничките центри во Скопје и Штип во буџетот за оваа година се предвидени само 9,5 милиони евра, а до 2021 година предвидени се само 22 милиони евра. Тоа е за 25 пати помалку од она што сега го распишуваат како тендер Венко Филипче и Зоран Заев. Како е можно да се издаде одобрение за градба за локацијата на клинички центар, доколку знаеме дека немаат проект? Како ќе го решат тоа? Со кој закон? Дали можеби Заев и Филипче имаат план да преземат веќе готов изграден објект, па затоа објавуваат паушална цифра од 500 милиони евра тендер, пари кои што нормално по ниедна цена не чувме одговор како ќе завршат, каде ќе завршат и во чии џебови ќе останат. Доколку е се чисто и транспарентно, зошто се кријат толку многу работи? Зошто Венко Филипче молчи и се прави како паднат од Марс, ги упатува новинарите и јавноста да прашаат во Министерството за финансии каде што нема министер? Дали веќе нешто е договорено во 4 очи со Зоран Заев, па сега мораат да молчат, да лажат и да си ја префрлаат топката? Почитувани, јавноста заслужува одговори и тоа ги заслужува веднаш. Не молчете, како и за се друго, налагате и се кратки нозете. Кај вас видовме дека многу кратко траат лагите. Додека молчи власта уште еднаш, да апелираме до сите вработени во институциите, да не ги подпишуваат овие сомнителни документи, да се работи строго според закон и да се одбие на притисокот на Зоран Заев и Филипче да бидат свесно втурнати во криминал луѓе кои што се недолжни за истата работа, бидејќи еден ден сите кои што ќе направат погрешен чекор и ќе потпишат нешто што не треба во врска со овој сомнителен тендер, ќе одговараат. Благодарам. Дали има прашања? Повелете. Дали сите овие случувања што се сега за случајот рекет и објавувањето на снимките ќе влијае на тамошниот тек на работните групи за законот за јавно обвинителство? Видете, сите овие случувања кои што во моментов ги гледаме во јавноста, дали поврзани со случајот рекет, дали поврзани со сите оние останати постапки на криминал, корупција во кои што е инволвирана власт, односно Зоран Заев и сите околу него, е само уште една потврда и доказ зошто ние целиот изминат период откако Зоран Заев дојде на власт, бараме закон за јавно обвинителство кој што ќе може да донесе неселективна правда во Република Македонија. Целиот закон кој што во моментов како концепт го понудивме и сите оние точки кои ги изнесовме, кои што сметаме дека се важни да бидат имплементирани во новиот закон за јавно обвинителство, се токму во оваа насока за целиот овој криминал кој што во моментов го гледаме и го зборуваме претходно 2 години, да може да преку една транспарентна постапка се сведе до самиот крај и сите инволвирани да одговараат. Очекувате позитивен исход од средбите? Во моментов групите, како што знам, има неколку средби, така да доколку се искрени намерите на Зоран Заев, на Рената Десковска и на СДСМ да го спречат целиот криминал, а како што гледаме не им се искрени намерите, туку пробуваат да ги исперат сите оние луѓе кои што се инволвирани во сите криминални случаеви. Ако им се искрени намерите, веруваме дека ќе прифатат се што понудивме. Доколку не им се, ќе пробаат да донесат закон на сила, кој што ќе треба ги едноставно амнестира во блиска иднина, која ќе бидат на онаа обвинителна клупа, каде што треба всушност да бидат. Дали има се предвидени или закажани следни работните групи?
Деновиве не знам, би ви одговорил подоцна, бидејќи не знам дали некој од оние луѓе кои што се вклучени во преговорите дали се на годишен одмор или можеби не се, бидејќи гледаме дека целото обвинителство и сите останати се на одмор, така да верувам дека и некој од владата има земен одмор, меѓутоа веднаш штом проверам ќе бидете известени.